Ги прашавме граѓаните дали е потребно да се воведе општинска полиција под ингеренција на градоначалникот на општината. Тоа е супер. Тоа е супер. Па супер е затоа што ќе има промена на полиција. Полиција ќе биде, ама нема да биде таква, него ќе биде подисциплинирана. Немаме ние трено в Македонија корисни од оваа полиција, камоли од посебна полиција. Не знам што да ви одговорам. Мислам дека исто ќе биде за нас. Мислам дека не би требало, затоа што пошто се градоначалниците партиски определени, али таква ни е државата мултиетничка, лошо ќе биде тоа. И сепак ја мислам полицијата треба да биде под владата, односно под владата, под Република Македонија, не општински. Милицијата е, мислам дека подобро организирана нека овде. По мое лично мислење, сметам дека полицијата да е организирана на локално ниво ќе биде поефикасна, бидејќи ќе биде поблиску до самите проблеми и ќе може поефикасно да ги решава. Тоа е лично мое мислење и сметам дека е подобро така. Градоначалник е еден бандит и криминалец, знаеш, овде во овој градо. Како се викат, не знам, му го заборев името, не. И така да знаете дека не може по локално ниво, зашто тој е еден криминалец и бандит. А така и готово. Подобро да е под на градоначалникот градска да е, зашто сепак си се луѓето меѓусобно познаваат и контактираат, не само од државата да се наложи. Тоа е. Што знам, по централата нека си останат, да си бидат. Да, под МВР. Градоначалникот може да имат многу пријатели, многу врски, многу не добри работи. Нека остане на МВР. Да си остане под државна капа е најсигурно, мислам државата е најсигурна тука. И најсигурно била полицијата. Народот би бил послободен, би се осеќал сигурен, по-безбеден. Не можеме сега ние, као секоја општина, ќе имаме своја полиција, мислам дека не е уред тоа. Мислам дека ако веќе се децентрализира локалната самоуправа, тогаш нормално дека и треба да премине во ингеренција на градоначалникот и тој дел од работењето. Па некои делови од полицијата може да би се ставиле под ингеренција на локалната самоуправа, некои други можда, не знам, во зависност од како бара праксата, не би можели да се стават. Така да би прифатил оние кои што може да се стават во однос на праксата како ќе покаже да се стават. Во прво време може да ќе има проблеми, па понатаму ќе се стабилизира работата и ќе биде повеќе и повеќе се во ред таму. Ја мислам полицијата во градот што треба да биде под ингеренција на градоначалникот треба да биде. Па мислам дека сепак проблемите што се тука што доаѓаат од овде од градот си ги знае градоначалникот, знае полицијата која и така натаму. Ја мислам по централна власт подобро е милицијата бидат МВР. Треба да се координирани повеќе. Ако се на локално ниво, значи не се координирани. Ја мислам како што е до сега. Значи под централната власт. На централната власт. Зашто држава треба да е, а не јас сум локал, значи јас сум држава, не може така.